Добро, благодарам за присуството. Ние денеска на пресконференција мораме да кажеме една исклучително битна тема, односно исклучително битна операција што се одвива токму во момент додека одржуваме оваа пресконференција. Како што најавивме операцијата за медиумскиот мрак кој што ќе се случи во Македонија под покровителство и под директна режија на Вучич веќе е во тек. Ние ова го знаат тоа граѓаните, го знаат и почитуваните представници на медиумите, го информиравме и на ново укажувавме уште пред 2 месеца. Значи, токму во моментов додека држиме оваа пресконференција, во тек е операција за преземање на медиумскиот простор и медиумите воопшто во Македонија по моделот што Вучич веќе го воспоставува во Србија. Како што можевте да го знаете, вчера кај нашиот северен сосед веќе е завршена продажбата на медиумите од Adria News Network на инвестицијската група Alpac Capital. Во оваа медиумска група се N1, Нова, Радар, Forbes Србија и Данас. Ајде да објасниме на граѓаните што всушност се случува. Кој стои со кого е повезан Alpac Capital? Соработник, советник, пријател на кој друг ако не на Виктор Орбан. Истата Alpac Capital во 2022 година го презеде мнозинскиот удел во Euronews. Подоцна беше обелодено дека за 45 милиони евра за таа трансакција дошле од унгарски државен фонд, а уште 12,5 милиони евра биле обезбедени преку компанија повезана со комуникацијските операции на унгарската влада. Значи, ние денеска и воопшто не зборуваме за изолирани и неповезани бизнис сделки. Зборуваме за еден концепт, зборуваме за еден проект, преку кој што треба да се воспостави тотална контрола на медиумскиот простор во нашата земја. Тој концепт е, според нас, според она што го гледаме, всушност доградување на режим кој што се воспоставува во нашата држава. Истиот модел веќе сега, како што се спроведува во Србија, се спроведува и кај нас. Не случајно, тоа неколку пати го зборувавме, унгарската 4G ја доби дозволата за трет мобилен оператор во Македонија. Ете полека како се воспоставува целиот концепт и целиот проект и целиот модел за кој што зборувавме наназад. Затоа и предупредувавме дека ова прашање не смее да се гледа како нека обична тема, туку треба да се гледа многу посериозно. А наголемо се реализира и влезот и ширење на медиумите од страна на српскиот свет, блиски до власта на Вучич. Затоа не случајно во 2 наврата, 2 години поред, извештаите од Брисел, кој кажам Брисел, мислам на сите институции, и Европскиот парламент, и Европската комисија и така натаму, зборува за постојање, функционирање и влијание на српскиот свет во Македонија. Информациите со кои располагаме укажуваат дека еден од плановите е преку Ало групацијата и Информер да се влезе дури и во телевизискиот простор во нашата држава. Кој е таргет? Сакаме јасно да го кажеме денеска. Како една од првите опции се разгледува преземање на сопствеништво на наша телевизија. Во операцијата клучна улога ќе има познатата Ивона Талеска со проектот Euronews кој започна во септември. Ако веќе доаѓаме до тоа име, секако доаѓаме и до Латас, кој што е директен извршител на политиката на Мицкоски. Значи, почитувани граѓани, кога нема резултати, кога нема пари во буџетот, кога нема подобар живот за граѓаните, кога нема европска перспектива за граѓаните, тогаш единствено што останува нова власт е да ги фати медиумите за гуша и да воспостави контрола врз нивното работење и воопшто врз јавниот простор во нашата држава. Денешната пресконференција ја држиме токму на оваа тема затоа што власта воспоставува политичко влијание врз институциите, се разбира, како што кажав, следна цела јавниот простор. Некој ќе праша зошто? Зошто власта го правила? Многу едноставно. Власта го прави ова за да нема кој да прашува.
да нема кој да постави прашања за криминалите, за тендерите, за немањето реформи, за тоа што немаме европска перспектива, или со едно збор, ако сакате, почитувани граѓани, се воспоставува контрола за да нема кој да ја каже вистината во оваа земја. И тоа е она што се случува. Целта е јасна, граѓаните да добиваат само една вистина која што ќе се сервира како единствена. Сетете се на умилените фрази на премиерот, кој што од почеток на мандатот зборуваше за, цитирам, тоа е прв пат некој да спомене во светот такво нешто, за вистинската вистина. За жал не чека медиумски мрак, за жал не чека еден демократски живот во наводници демократски, без слободни медиуми, без критика и без вистина. Но тука сме ние, тука е СДСМ. Дали е сега јасно зошто Радород Муцунски имаше интервју токму за Euronews? Јасен е веќе концептот. Да завршам со тоа дека ова не е само прашање кој ќе биде сопственик на некоја телевизија или портал. Ова е контрола на јавниот простор во нашата држава. Да бъде.